Ни помалку, ни повеќе. Советот на општина Струга за дочек на Нова година само за градските советници издвои 2000 евра или во денари 120.000, што значи за гоштевање и гозба секој советник има на располагање 4400 денари. Згора се, пред новогодишно ќе лудуваат во спорниот објект на самото крајбреже, каде наместо спортска сала никна ресторант. Ова им преседна посебно на опозицијските советници од ВМРО ДПМН, кои фатени во небрано гласале за целата новогодишна програма, за која вкупно се издвоени 2.490.000 денари, а опфаќа украсување на градот, културно-забавен дел и новогодишни награди. Ставка во која е вметнат и дочекот на Нова година за членовите на Советот во висина од фантастични 120.000 денари. Не си видите улици како се низ катастрофа се. Со дупки, со ова, но што тие пари да употребе за таква работа, премногу. Стварно е премногу. Нова сиромаштија луѓе немаат леп да јадат, по континери не рошкат, не логички е за мене. Дали е толку богат буџетот, чисто сумјам дека е богат. За да си поделат меѓу себе. Сега заслужиле, не заслужиле, али новогодишно, нека се развеселат советниците. Многу се тие пари за една вечер да ги дај човек. И било како, кој да ги дават? Многу пари се. На ова време, денешно, да ги дај 120.000, се многу пари. Иако во програмата јасно стои дека 120.000 денари ќе одат за софри, председателката на Совет Арбреша Влаши вели дека нема да ги изеделе и испиеле сите пари. Таа не криеше дека примамливо им звучела идејата Струга да ја гледат од другата страна на езерото, од Албанија, удобно сместени во гостителски објект со морска храна или пастармка, кој како милува. Овој дел мислам, прв пат зашто е последен мандат на сите советници, како што знаете. И се тоа за купување на пакетчиња и еден свечена вечера само за советниците, што ќе биде. Не значи дека ќе се потрошат сите. Сега само е максималниот износ што беше предвидено, меѓутоа ме праша дека дали сакавте да планиравте во Албанија, но останавме во Струга како локални патриоти. И за охридските советници ова е последна година од мандатот во овој состав, но тие ќе прослават далеку поскромно и секој од свој џеп. Символично прославување сме имале секогаш, меѓутоа тоа е во рамките на прославата на општинската администрација. Средства кои што мислиме дека може да ги издвои секој еден вработен, мислам дека цена од 1500 денари може секој символично да си ја дозволи како еден вид прослава и меѓусебно дружење. И додека општина Охрид подготви вистинска новогодишна приказна која ќе трае од 24 декември до 1 јануари 2025 со настап на поп-дивата Каролина Гочева и македонското златно грло Наум Петрески, кои ќе не внесат во новата година, на полнок на Струшкиот плоштад ќе бидеш тама. Пари за музички хепенинг нема.